вечер и добро дојдовте на телевизија Шења. Добро вечер, благодарам на поканата, задоволство ми е да со гледачите на Шења ги споделиме ставовите. Господин Спасовски, веднаш по вашето именување министер за внатрешни работи најавивте нова истрага за случувањето во Куманово. До каде е таа истрага? Влегувањето во Министерство за внатрешни работи имаше и очекувања од јавноста и потреба одредени работи да се откријат. Вие знаете дека настаните во Куманово се едни од настаните кои што свртуваат внимание домашните на меѓународната јавност. Процесот веќе започна, судскиот процес. Истрагата е водена во рамките на институциите. Нормално е дека одредени сегменти, нови податоци и така натаму информации во рамките на Министерството кои што ќе бидат откриени за она што се знае дека ќе бидат предадени на обвинителството и тоа не е спорно дека имавме одредени разговори. Најважно од се е да навистина имаме темелна истрага која што ќе биде транспарентна за јавноста и да имаме процес кој што преку транспарентноста, преку пренесувањето на доказите ќе може да гарантира дека овој процес е воден успешно и дека на крајот од криштата го имаме затворено случајот. Најлошо за македонската јавност, најлошо за граѓаните на Република Македонија се шпекулациите. Тоа што се појавува во јавноста, тоа што ги буде сомнежите кај граѓаните на Република Македонија, заради тоа мора да имаме темелна истрага која што ќе покаже сите можни работи кои што се случувале во однос на кумановските настани и да на тој начин го затвориме ова прашање се во интерес на државата и на граѓаните. Значи најавената истрага се уште не е завршена. Има моменти кои што се разгледуваат и во рамките на процесот тоа ќе биде водено на соодветен начин, меѓутоа како што и реков на почетокот, најважно е да преку тој процес излеземе со една одлука која што ќе стави точка на сите шпекулации. Неколку од припадниците на групата во својот исказ пред судот изјавија дека четворица од лидерите биле убиени во полициска станица после уапсењето. Има ли такви наводи во досегашната истрага? Видете, тоа апсолутно после објавите и разгледувањето во рамките на Министерството за внатрешни работи немаме такви сознанија, ниту документирани случаи и во што ја апсолутно не верувам дека можно да се направи во рамките на полициската станица. Меѓутоа, секако дека на овие прашања мора да одговорат луѓето од штабот кои што ја воделе акцијата во Куманово во тој момент. Одбраната тврди дека не се работи за тероризам, туку за политичко сценарио реализирано преку тајните служби. За таа цел најави дека за сведоци ќе ги повика и луѓе од политика, 30-на, меѓу кои госпоѓа Јанкуловска и господин Мелков. Видете, токму тоа ги создаде шпекулациите во македонската јавност. Имавме состојби во кои што претходно се најавуваше дека има одредена криминална група која што се наоѓала во Куманово, па делувале македонските безбедносни сили, исто така терористичка организација и така натаму, како и да е, овие наводи мора да бидат потврдени. Се што ќе користи на истрагата, се што ќе биде во насока да овој процес заврши така како што треба да заврши, а во интерес на државата и на граѓаните, треба да биде искористено во него и без разлика дали се политичари или било кој што треба да сведочи, да биде повикан, да се разговара со него, се со цел да ги сведеме шпекулациите на едно ниво кое што мислам дека има сериозни размери сега во Република Македонија и со тоа ги нарушува односите помеѓу граѓаните во Република Македонија. Најважно од се е дека ова акција, овој чин што се случуваше во Куманово, немаше поддршка од граѓаните, ниту од македонците, ниту албанците, ниту србите, ромите, власите, сите кои што живеат во Куманово. Јас сум посебно горд на моите сограѓани заради тоа што доаѓам од Куманово, ниту 2001 година не дозволивме во Куманово да има било каков развој на вооружени настани,
Тоа дополнително беше шок за секој граѓанин на Куманово што му се случуваше на 9 мај. Воедно мора да знаеме дека имаме загинати припадници на македонските безбедносни сили, ранети со премногу трауми и фрустрации, и сето тоа треба да резултира со процес кој што ќе ги одговори сите можни прашања и ќе прекине шпекулациите. Имаше пријавувања за малтретирање на неколку од членовите на групата при транспортот од затворот во суд. Тоа го потврди омбудсманот, но и Amnesty International во последниот извештај. Меѓутоа не слушнавме ставот ваша страна и од Министерството за внатрешни. Имаше реакции веднаш после транспортот на овие лица за кои што се води судскиот спор, дел од Кумановската група. Имаше барање од страна на Народниот правобранител. Министерството за внатрешни работи изготви соодветен план врз основа на кој што се постапуваше, и одговорите во однос на ова се дадени и до Народниот правобранител, така да нема постапувања спротивно на овластувањата кои што ги има, заради тоа што не само македонската полиција, туку и припадниците на затворските служби се заедно при транспортот, и во тој дел мислам дека има детални информации кои што не ги потврдуваат овие факти. Ке зборуваме и за актуелните настани и политичката криза, меѓутоа прво да погледнете еден блок реклами. Што мене што путијата шкурта публицитаре. Господин Спасовски, дека ДИК се обидува да го расчисти избирачкиот список, денеска имаме нов случај каде што 30 на граѓани од Пустец биле најдени на адреса на пратеничката Владанка Авировиќ. Ке успели МВР да го да ја обелодени целата афера со фалсификуваните лични карти, со граѓани од Пустец заверени во избирачкиот список? Сите овие факти кои што беа откриени, презентирани на јавноста во однос на тоа како и на кој начин се запишувале во избирачки список, односно како и на кој начин не само граѓаните од Пустец, кои што доаѓа како гласачи во Центар, во Кичево, во Ресен, во Битола и во некои други градови, факт е и потврдено е дека им се издавани решенија за жителство без да ги поседуваат потребните документи. Меѓутоа тоа е правено и со одредени граѓани од други градови кои што мигрираат од еден град во друг токму во делот на изборите. Факт е дека многу од овие граѓани кои што се селеле од една општина во друга, или како што ги нарекуваме изборни туристи, исто така не поседувале соодветни документи, се запишувале на државни станови, се запишувале во објекти кои што се на некој од представниците на власта и така натаму, и тие манипулации се откриваат се повеќе и повеќе. Впрочем, и затоа се гледате дека и специјалното обвинителство води посебна истрага во однос на овој процес. Јас не би влегувал во детали што се има во процесот, тоа нека си го покаже истрагата. Едно е јасно дека секој што направил било што спротивно на законот ќе мора да сноси соодветна одговорност. И тоа треба да биде јасно на секој граѓанин на Република Македонија. А мислам дека на граѓаните им е сосема јасно, меѓутоа треба да им биде јасно и на институциите. Ако сакаат институциите граѓаните да ги почитуваат, тогаш треба да им биде јасно дека треба да работат во интерес на граѓаните. Затоа мора да се деполитизираат, департизираат институциите, да се врати довербата на граѓаните на Република Македонија во институциите. И вас обвинија заедно со вашиот лидер Зоран Заев дека сте биле во контакт со осомничените во аферата, така наречената афера фабрика за афери, каде што беа најдени повеќе фалсификувани лични карти. Видете, нормално е кога знаат што се е направено во Министерството за внатрешни работи спротивно на закона, гледаме дека тие работи ги користеле за изборни цели, да бараат сопствено оправдание. И ако тоа им служи за нивно оправдание, мислам дека лошо се справуваат со оваа состојба. Впрочем, истрагата за тие лични карти кои што беа пријавени, ја започнав јас после моето
дваѓање тие беа пријавени, реков дека истрагата за било кој процес мора да биде детална, темелна и на крајот да одговара оно што се огрешило од законот. Без разлика кој на која политичка партија припаѓа, на која националност припаѓа, Македонија мора да биде едно општество, Македонија мора да овозможи еднакви права за сите граѓани, Македонија мора да биде држава спрема која обврска ќе имат секој граѓанин на Република Македонија, меѓутоа и држава која што ќе биде праведна држава и да секој кој што сторил било каков законски престап да биде одговорен пред македонската држава заради тоа што нема поединци кои што можат и не треба да има поединци кои што може да бидат заштитувани заради тоа што се блиски до одредена политичка елита. Веќе имаме нов датум за избори, 5 јуни, дали МВР е спремно за новите избори, дали може повторно да се доведеме во ситуација да не се исполнат условите во пресудата? Ние имаме една независна институција, Државна изборна комисија, која што е задолжена за спроведувањето на изборите, која што е задолжена за избирачкиот список. Јас само можам да кажам дека Министерството за внатрешни работи ќе направи се да им помогне на институциите во Република Македонија пред на Државната изборна комисија со сите можни податоци, постапки кои што ќе значат прочистување на избирачкиот список. Не политичките партии. Македонија има потреба од чист избирачки список. Граѓаните на Македонија имаат потреба остварање на фер и демократска атмосфера за да можат да носат рационална одлука која што ќе биде добра за иднината нова држава. Граѓаните на Република Македонија не сакаат повеќе нивните деца да се иселуваат од Република Македонија. Граѓаните на Република Македонија сакаат стабилна, демократска и слободна Република Македонија и секој од нас мора да биде на нивото на задачата и да ги створиме сите заеднички овие услови. Значи најважно за Република Македонија да имаме фер, демократски изборен процес и да имаме слободни граѓани кои што ќе одлучуваат на тие избори. Ќе учествува СДСМ на избори на кои што ќе процените дека ги нема овие услови кои што ги наведовте? Јас ви кажав и ставот на партијата е многу јасен. На Република Македонија е потребна фер и демократска атмосфера за изборите. Ниту СДСМ, ниту Република Македонија смее да си дозволи уште едни фалсификувани избори или избори во кои што граѓаните под уцени, закани и притисци ќе носат соодветна одлука. Тоа е јасен став и на Европската унија, на Соединетите американски држави. Македонија дефинитивно чекори напред и Македонија мора да има промени во овој дел. Господин Спасовски, благодариме што бевте гостин во вечерашна емисија. Ми беше задоволство, благодарам.